Здраво и добре дојдовте во првото од неколку технички видеа за како да се аплицира за нова работа или доколку првпат аплицирате за работа, како да се аплицира за работа. Заедно со Мастер LinkedIn. Оваа програма ја направивме со 10 бесплатни видеа каде што ќе може да се види низ чекор по чекор процес како да се аплицира за работа и како да се пополнат CV, како да се направи мотивационо писмо и да се испратат на фирмата во која што би сакале да аплицираме. А сега понатаму ќе поминеме и дел со прашања за интервју, каде што ќе спомнеме неколку совети и за тоа. Пред да навлеземе во како ние ги направивме нашите резиме шаблони, би сакала да споделам со вас неколку информации. Како го правите вашето CV и на кој начин го правите е многу индивидуална работа. Збирувам дека сите имаат различен пристап кон ова. Доколку отидете на интернет ќе може да најдете безброј темплети и шаблони. Овој шаблон е само еден пример и доколку е нешто кое што на вас ви се допаѓа и сметате дека добро ве представува вас, тогаш ве охрабрувам да ни пишете во порака да ви го пратиме линкот за овој темплет кој што е бесплатен или пак да го превземете од описот на ова YouTube видео доле или од описот на нашиот Instagram профил. На двата линка може да го најдете овој темплет бесплатно. Како што кажав, темплетот е многу индивидуален, па зависно од вашата индустрија, од вашата работа, можеби ќе ви одговара или можеби пак нема да ви одговара. Верувам дека има многу различни мислења на темава, па со тоа би сакала да кажам дека мислењата, предлозите, идеите кои што ќе ги изложиме тука се тие кои што ги споделуваме со нашите студенти и со тие со кои што и ние самите сме аплицирале за различни работни ангажмани. Па со тоа да навлеземе во CV-њата и да видиме како тие изгледаат и што всушност сакаме да споделиме со вас. Првото резиме шаблон кој што ќе го видите има линк. Значи тука би требало да биде вашето име и презиме и тука би требало да има линк до вашиот LinkedIn профил. Тука би требало да биде вашиот телефонски број и вашиот име. Дали сакате да ставите слика или не, оставаме на вас. Ние најчесто препорачуваме доколку аплицирате за ремоут работа да избегнувате поставување на слики поради тоа што сите рекрутери имаат confirmation bias. Не мислам дека тоа е нешто кое што го имаат само рекрутери, туку го имаме сите. Имаме тенденција да им даваме можности или да се спријателуваме или да соработуваме со луѓе кои што нас не се допаѓаат. Тоа е впрочем доста природно и нормално. Па затоа има тука две поделени мислења. Еден дел од луѓето сметаат дека е добро да нема слика, додека пак друг дел сметаат дека е добро да има слика. Двата примери се различни, па би оставила на вас да се одлучите дали вие сакате да вклучите слика или не. Доколку сакате да вклучите слика, сликата би требало да биде во портрет мод и да биде слика каде што вие сте бизнес casual облечени и на некој начин е професионална сликата. Можеме тука да видиме неколку примери за тоа што верувам дека со самите примери што ќе ги видиме и ние ќе добиеме некаква идеја. Иако верувам дека сите веќе знаете. Како што реков претходно, има милион темплети и примери на интернет, поставам на вас да одредите со кој од нив вие би одела, дали би одела со овој или со некој друг. Да навлеземе малце подлабоко во темплетот. На прво нешто што ќе видите е име, линк до LinkedIn, телефонски број, имейл. Потоа имаме кратко запознавање каде што вие треба во 2-3 реченици да дадете кратко CV за вашата работа до сега, вашето работно искуство и ефектите од истото. Пример, тука гледаме дека овој фронтенд инженер има 14 години искуство, има спојна технолошки вештини на апликација и исто така лидерски вештини водејќи тим. Значи тука може да видиме нешто што е ретко во IT светот. Најчесто некој кој што има soft skills и сака да работи менеджмент и исто така некој кој што има технички вештини. Најчесто доколку се насочиме во IT полето, повеќе инженерите се фокусирани на технички вештини, сосема разбирливо поради тоа што тие плати се поплатени или побарани моментално. Но овде има еден интересен спој кој што претпоставуваме наведен поради тоа што во оваа позиција сакаме да работиме за менеджмент позиција, наспроти да бидеме во потехничка улога. После тоа преминуваме на искуства. Ќе видите дека се е пишувано од лево кон десно, тоа е поради тоа што сите корисници не добро читаат од лево кон десно и затоа и веб страните, менијата и сите останати информации на интернет обично се така структурирани. Повторно гледаме позиција во која што се работила, фирма, линк до фирма, период во кој што се работи, локација, што конкретно се работело. Тука има два дела ова искуство. Ја би ви препорачала во секој искуство на LinkedIn, во CV-то не можете во секој поради тоа што ќе биде предолго, но во LinkedIn имате два дела. Првиот да биде што сте работеле, а вториот успеси од вашето работно место. Значи тука може да видиме дека има добро објаснување за што конкретно се работело и што е искуството на оваа работа, а после тоа можеме да видиме и клучни успеси. Пример, искуството е водење на тим за фронтенд и менаџирање за капацитети на истиот наспроти нови тековни проекти. Значи можеме да сватиме дека оваа улога е тим лид на фронтенд. А клучни успеси се менаџирање на 70 плюс успешни проекти во текот на неколку години со оценка 4,8
за успех. Клучните успеси е добро да ги ставиме за некои поточно ини работодавци или регрутери да може да видат што ние сме постигнале и кој е нашиот успех на работното место. Како што може да видиме, трендот надоле веќе е ист и шаблонски. Работна позиција, фирма, почеток, крај, локација. Тука би требало да ставите во локацијата дали сте on-site, хибрид или ремоут, за да знаат кога работуваат дали работите со ремоут компании или работите со хибридни или on-site. И повторно гледам истиот тренд, работна позиција, фирма, време, локација и што се работело во работното место. Секогаш може да нагласите одредени работи кои што сакате да им се даде внимание. Пример, тука се нагласени технологиите со кои што девелоперот работел и сето останато не е хайлайтнато. Исто така е убаво да го додадете во вашето CV доколку е возможно. Овој дел кажува дека вие може да приложите препораки и различни искуства од вашето работно место со работодавачот. Односно, доколку некој сака да ве вработи и сака пред тоа да го сконтактира вашиот работодавач, ова му дава до знање дека тоа е возможно и дека вие може да му дадете препораки од претходното работно место, лични броеви или мејл за контакт да може да прашаат за вашето работно искуство или општо контакт до претходниот работодавач за потребниот разговор. И повторно, како што гледаме и тука, работна позиција, фирма и слично. Шаблонот продолжува до крај, седно образование. Образование ќе видите дека повторно го следиме трендот од лево кон десно, има факултет, кој смер, која година сме дипломирале. Ова би ви рекла дека е опционално и за тие што се помлади може да се извади дипломираната година доколку се дипломирани, поради тоа што може да има дискриминација поради аплицирање прерано или на млада возраст. Тоа е единствено што би го додала тука, просекот може да се го ставите, ама е опционално. И опционално може да додадете некои дополнителни информации како овој дел со стипендист тука. Натаму преминуваме на вештини. Значи, техничките вештини се први, поради тоа што оваа позиција пред се техничка и тука може да видиме Object Oriented Programming, Functional Programming, CSS, HTML и слично, односно вештини кои што се потребни за работата и секако меки вештини како комуникација, работа во тим и слично. Поради тоа што нели сепак кога работиме во тимови, мораме и да сме со развиени комуникативни вештини, добра комуникација. Како што видовме, ова беше првото CV, сега ќе го видиме и второто. Второто не ставевме слика чисто опционално, повторно тука би требало да има линк до вашиот LinkedIn. Еве ќе ставиме сега еден линк тука чисто за да има визуален приказ, добре да има линк до вашиот LinkedIn, број и имејл. Кратко запознавање, повторно објаснување на вашето работно искуство во една до две реченици, каде што ова може да биде нагласено што вие работите и како вие го работите за тоа и после тоа повторно истиот терке. Значи искуство, каде вие сте работеле, време трајање на вашата работа, што вие сте постигнале, каде сте се образувале и вашите технички и меки вештини. Може повторно да го разгледаме и ова CV, се работи за Creative Lead, може да видиме дека тука има краток description за Creative Lead. Од тука веќе можеме да навлеземе директно во искуството, да видиме клучни успеси, како пример реализација на 50 кампањи за корпоративни клиенти со висока оценка за дизајн и иновативност. И како идеме надале, веќе ги имаме истата структура на информација. Што можеме да заклучиме од овие две CV-ња? Иако овие примери имаат искуство работно од 10 до 15 години, тие пак се на една страна. Со ова сакаме да го нагласиме моментот дека CV-то би требало да биде една до две страни. CV-то секогаш би требало да биде читко, како што приметивме во двата примери. Може јасно да се види кои информации се нагласени и ни е битно да ги видиме наспроти останатиот дел од информациите. Во секој CV би требало да има јасен дел каде што може да се очекува и најде, односно првен треба да започнеме со кратко запознавање за нас, после тоа работна историја, на крај образование и едукативни вештини. Секако доколку аплицирате за надвор ќе треба да ставите и јазици и јазиците ќе треба да ги ставите на кој нивови. Кога ставате јазици би било убаво да ги ставите јазиците на одредени јазични нивоа кои што се признаени. Пример германски B1, B2, A1, A2, C1, C2, зависно да каде сте, истото оди и за англиски и за останатите јазици. Било кој јазик што ќе го додадете, добре е да го додадете како дополнителна вештина, но и да го рангирате по нивото на кој што го зборите, активно и тековно. Генерално тука би застанале со првото видео. Ова беа два примери чисто колку да видите како може да направиме едно резиме. Мој шаблон е достапен доле во описот на ова видео, како што спомнав претходно, и исто така на нашиот Instagram и LinkedIn профил. Преку овој шаблон кој што вие ќе го добиете целосно празен,
секаде каде што ќе сакате да пополните, ќе пишува пример твоја кратка историја, твое работно искуство, работна позиција, фирма, значи темплетот кој што ќе ги добиете ги покажува информациите на некој начин целосно празно и вие ќе можете да ги пополните по основите кои што е потребно. Се надевам дека овој темплет ќе ви се допадне и дека ќе ви помогне во вашиот процес на барање на работа и ќе ви помогне да имате организирани и структурирани информации и да биде јасно поставен делот кои сте вие, кое е вашето работно искуство, кое е вашето образование и кои се вашите вештини. Со самото тоа не само што сме ефективни и сме ефикасни, туку исто така им даваме можност на рекрутирите да дојдат до вистински потребни информации на брз начин и да си заштедат и самите тие време и полесно и подобро да можат да работат и својата работа. На крајот на денот верувам дека рекрутирите сакаат да се спојат со кандидати кои што се добри за работата и да им дадат шанса во фирмите. Па затоа ве охрабрувам да го симнете ова резиме доколку го немате и да го пополните и да пробате да аплицирате со истото. За било какви прашања и коментари сме тука, може да оставите коментар под ова видео или секако да ни пишете на Instagram или LinkedIn, каде што би можеле да развиеме дискусијата малце повеќе. Ви благодарам на вниманието и за тоа што го изгледавте ова видео. Се гледаме во следното видео каде што ќе збориме малку повеќе за мотивационо писмо и за нашиот темплет за мотивационо писмо и како истиот вие можете да го пополните. Ви благодарам многу за вниманието и се гледаме во следното видео.